Јанувам господја Васка Берамовска Мустафа, заменик народен правобранител на Делот за заштита на правата и лицата со посебни потреби да се обрати. Повелете, господја Берамовска. Благодарам. Почитуван господин Рибаровски, почитувани присутни медиуми, дами и господа. Денес во фокусот на нашето ставаме детето и неговото право да не биде од родителите против својата волја, односно правото да биде одгледувано, чувано и воспитувано двајцата родители, што впрочем е гарантирано со Конвенцијата за правата на детето. Несомнено е значењето на развојот на детето, како и влијанието на правилното воспитување и изградба на неговата личност. Меѓутоа, праксата на народниот правобраник тврдува дека поради проблемите меѓу родителите, многу често децата да живеат разделени едниот или двајцата родители, при што право да одржува лични одредни контакти со родителот со кој не живее, се одвива со потешкоти, а во многу случаи овие кои што и не се одржуваат. Најголем број преставки доставени до народниот правобранител од оваа област е токму за заштита на правото си непосредни. Ако порано овие преставки ги доставуваа родителите или блиски на детето, во последните години до нашата институција се обраќаат и децата барајќи помош, стравувајќи дека по разделбата родителите нема да ги сакаат или да се грижат за нив како порано. А во неколку случаи децата бараа помош да воспостават контакти со своите браќа кои живеат со другиот родител. Во представките од родителите пак најчесто се повреда пред се нивните права, а потоа детето изразуваат незадоволство на стручните тимови на центрите за социјална работа, сомневајќи се во нивната стручност и објективност, особено во случаите кои реализираат видовата согласно донесениот надлежниот центар. Произлегува од нашето работење сиве овие години е тоа дека родителите по разводот или престанување на заедничкиот живот, како да забораваат дека е една страна во семеен однос, а тоа е детето, односно децата, плодот на нивниот заеднички живот, е многу битно. Во надпреварот да докажат да едниот е подобар од другиот, многу често не бираат средства, заборавајќи при тоа дека нивниот однос многу влијае на детето и трајни последици во градењето на неговата личност. Уште по-важно е тоа што некој од родителите дека со развод или престанувањето на заедничкиот треба да престане и врската на детето родител. Од тука, како во брачните, така и во вонбрачните заедници, детето е жртва на односот кој многу често, поради лична одмазда и нетрпеливост, го користат инструмент, не водејќи грижа за неговите чувства и неговите права. Нашето постапување е секогаш кон орган, аспект на почитување на најдобриот интерес на детето и залагање за остварување на правото на детето да двајцата родители и непречено да остварува средби со родителот со постојана основа. Ова е едната страна од проблемот. За другата страна, очекуваме сите да дебатираме во обид да се даде одговор на многу прашања, меѓу кои на следните. Постојната правна регулатива дава можност за ефикасно остварување на ова право на детето. Дали правото кое е одвоено од двајцата родители да одржува лични односи и контакти со родители на постојана основа не се почитува и како се остварува. Колку од надлежните органи се практикува почитување на правото на детето да го изразува своето мислење и посветувањето внимание во согласно со годините на живот и на детето, правото на почитување на најдобар интерес на детето. Уреденоста на право во Законот за семејство, фактичката состојба и надлежностите на центрите за работа овозможува без проблеми да се реализираат решенијата за завидување. Кој е ги извршува овие решенија кога има отпор од родител, детето е доверено на тамошна грижа, односно има ли остварување на право на лични односи и контакти на начин како тоа е определено со Конвенцијата на правата на детето. Ова се дел од прашањата кои ги нотиравме во нашето работење како слабости на системот, кои пред се на штета на детето, на родителот со кого не живее, но и на општеството во целина, затоа што формално само се признава право кое во пракса не може да се остварува.
Верувам дека последната пресуда на Европскиот суд во Страсбур, случајот Митови против Република Македонија, ќе ги потикне надлежните за превземање реформи во семејното законодавство и изнаоѓање на соодветни законски решенија во однос на прашањето на вршењето на родителското право по престанување на заедничкото живење на родителите, прашањето за ефикасно и одговорно родителство и воспоставување на ефикасен систем за извршување на решенијата на центрите за социјална работа. Како орган кој посветува посебно внимание за остварување и заштита на правата на детето, сметаме дека меѓуопштинските центри за социјална работа треба во континуитет и посветено да постапуваат по секој случај поединечно, да се следи состојбата во семејството, навремено да им се даде поддршка од секаков аспект, со што ќе се придонесе за одржување и подобрување на комуникацијата меѓу родителите, но и нивните вештини, а ќе се спречат евентуалните трауми и негативните последици кај детето поради разделбата на неговите родители. Почитувани, престанувањето на заедничкото живење меѓу партнерите или сопружниците или по разводот на бракот всушност е токму тоа. Престанок на развод или развод меѓу двајца кои некогаш решиле дека може да живеат заедно. Но тоа не значи дека престанува родителството. Не престануваат обврските и правата на двајцата родители кон детето. Детето и неговиот најдобар интерес секогаш треба да бидат во центарот на вниманието и на родителите и на поширокото семејство, но и на органите кои треба мериторно да одлучуваат за ова право на детето. Тоа треба да продолжи да живее обкружено со љубов и внимание, а не да биде принудено да избере со кого од родителите ќе го продолжи заедничкото живење. Се надевам дека денешните презентации и дискусии ќе придонесат за конструктивни заклучоци за надминување на слабостите, нецелосно уредените прашања или недореченостите во законот, заради поголема координација и јасно дефинирање на надлежностите на институциите, односно на органите, во непречено остварување на правата на детето и родителските права и обврски. Ви благодарам. Ви благодарам, господја Байрамовска Мустафа.